Елена, здраво, ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник. Како си, кажи ми? Ви благодарам пред се на вашата покана. Малку изморено, меѓутоа се чувствувам одлично. Ево овој последен понеделник во 2024 година, заедно со вас, нема поубаво, нели? Така, се надеваме дека и последно интервју ти е. Да, за оваа година, година, да, точно така. Кажи ми, сакам да почнам да те прашам, како се одлучи за препев на македонски народни песни? Каде е таа идеја и дали ти е полесно да ги препеваш или ги пееш едноставно затоа што не може да најдеш добра песна? Најпрво јас кога ја почнав мојата кариера, почнав со поп-фолк песни. Меѓутоа во нашата држава секогаш кажувам дека македонското нашето треба да го цениме и да го негуваме. Препеав многу македонски народни песни затоа што сметам дека старите македонски песни треба да продолжат да живеат, а за нова компонирана македонска песна за да стане хит треба да имаш голема среќа, барем во нашата држава. Што е причината што не може да се добие убав еден evergreen, еве да речеме? Причината е можеби што ние сакаме да негуваме друг жанр на музика. Например, од соседите наши пееме сите и сите знаеме дека пееме, никој не може да не убеди дека не пееме секаков жанр на музика. Така да за се направи на македонска песна стварно треба многу размислување што би допрело до народот и што би, како кажам народски, би запалило кај народот за таа песна да биде хит и да ја пееме сите во еден глас. Елена, свириш многу инструменти, како што можев да видам, меѓу кои гајда. Многу е специфичен и интересен тој факт за тебе. Кажи ми, како може една жена да едноставно да свири со таков инструмент? Дали е тешко? Тешко е, да. Нема ништо лесно на овој свет. Тешко е, доста тешко да се свири на гајда, меѓутоа љубовта кон тој инструмент ја заборавам тешкотијата што ми се случува во последниве денови. Сега можеме да открием дека малку ја повредив и ногата затоа што јас сум жива на моите настапи и не се пазам, едноставно не се штедам и кога свирувате гајда малку се повредив, меѓутоа најважно пред се е да бидат гостите задоволни и тоа е мојот најголем успех. Затоа гајдата ја негувам и сакам да остане и да се негува во Македонија, затоа што е еден редок инструмент кој што го негуваат и го свират. И еве воено да кажам во контекст на овој разговор дека сум поканета во Србија како представник на нашата Македонија, едно од најдобрите гајдаджи кој што ќе има таму еден собир на европски гајдаджи, цела Европа ќе биде во Србија и се надевам дека гордо ќе ја представам нашата Македонија. А како се научи да свириш на гајда? Најпрво почнав сама да учам да свирам на гајда и кога се одлучив за овој инструмент, мисля дека нешто глумам, дека нешто зафркавам, дека тоа не е возможно, меѓутоа еве докажав дека е возможно и сум горда на сето тоа. Каде настапуваш најчесто? Секаде. Из цела Македонија. Настапувам из цела Македонија, сум била секаде во светот и се надевам дека сега со гајдата можеби следна дестинација ќе биде Кина, меѓутоа не сакам да откривам пред време. Каде ти било вака најтешко да настапуваш? Имало ли некое место каде што едноставно ти било тешко да стигнеш до таму, ти било напорно или едноставно уживаш во својата работа? Најтешко патување ми било за Австралија, каде што беше откажан летот и целиот мој пат траеше 48 часа. Јас мислам дека потежок пат до тој момент не сум имала, 48 сати да чекаш по аеродроми и да патуваш до Австралија, меѓутоа еве тоа го правиме со многу љубов, па не го изјавуваме јавно, меѓутоа 48 часа сепак е голем период да патуваш и да седиш по аеродроми. Која е песната на која што си посебно горда? Постои ли таква твоја песна? Постои, да. Тоа е Горда прилепчанка, која што е напишана пред 10 години. Горда сум поради тоа што сите ја пеат и многу ми е драго и мило кога училиштата во Прилеп, нели во мојот роден град, почнуваат да ја пеат на смотри, веќе хоровите ја пеат. Едноставно кажано стана химна на Прилеп. Има и една друга песна која стана хит, Машала, мислам така се викаше. Песна за невестата. Да, тоа е најубавото чувство, затоа што на сите мои настапи кои што сум изненадување, влегувам со таа песна, нели, за невестата и се прави на таква атмосфера која што не може да се опише со зборови и многу ми е
убаво и се чувствувам убаво и сум горда на сето тоа што невестата е таа во преден план, нели, која што е главна на свадбата. Елена, кажи ми, дали сметаш дека твојот талент или во принцип талентираните пејачи како тебе не се доволно ценети на нашата естрада? Јас моето размислување секогаш е исто за ова прашање. Ние како нација не си се цениме самите себе си, а не да не ценат некои други. Не знаеме да си го цениме она што ни е успешно, она што ни ја представува нашата држава. Не знаеме да си ги цениме нашите колеги, колешки, се деградираме самите себе и мислам дека тоа е најголемата грешка кај нас пејачите и колегите нормално и инструменталистите исто така, не само вокалите да кажам. Штета е, меѓутоа се надевам дека тоа ќе исчезне и ќе почнеме да си го цениме она што е наше, што повеќе да се експонира нашата песна. Така. Твоите колешки се фалат со големи бакшижи. Имавме прилика и во наши интервјуа да слушнеме колку заработуваат. Кој е твоето мислење за тоа? Дали треба да се пофалат или треба да се кјутат во врска со тоа? Или можеби дали ти ќе ни откриеш кој е твојот најголем бакшиш? Јас не сум тип кој што многу се фали и експонира колку бакшиш сум земала, затоа што сметам дека има луѓе кои што поред мене имаат толку мали приходи кои што не можат ни да преживеат и мене ми е малку неубаво се чувствувам ако кажам колку сум заработила, а некој човек нема леп да јади, така да не би сакала да открием колку бакшиш сум земала доста, тоа со сигурност, меѓутоа не сум тип што се снима со бакшиш и што се фали и колку заработува, само ќе кажам фала му на Господ и се надевам дека сите да имаат работа и да уживаат во својот живот. Ги осудуваш ли тие што се фалат? Не осудувам никој, секој си има различно мислење, секој различно го доживува тоа. Јас тоа не го доживувам како некоја титула дека сум земала бакшиш, туку тоа го доживувам како респект на мојот успех. Значи јас ако сум доволно, сум се потрудила, сум направила, значи тоа сум го заслужила. Тоа мене не ми е од небо паднато. Ме разбирате што сакам да кажам, бидејќи кај нас народот ги гледа сега последните години. Треба малку да видиме од каде јас сум почнала, од каде моите колеги почнале, дали пред 10-15 години би го кажале истото нешто. Так. Ме разбирате? Значи имам подруго гледање на тоа прашање. Во едно интервју изјави дека сакаш деца, меѓутоа не сакаш брак. Зошто? Ради тоа што нашата професија е многу тешка, можам да кажам искрено. И не знам кој човек би се осудил да не трпи цел живот, да кажам по народски вака, затоа што ние за сите празници, земајќи се јас себе си, јас никогаш не сум дома со моите. И сега доколку имаш ти брак и човек кој те разбира и те поддржува во сето тоа, тогаш нема зашто да се размислуваш. Меѓутоа, мислам дека со текот на времето тоа разбирање нема да биде целокупно и цело време, затоа што секој човек пред се маж да кажеме сака сопругата да му биде дома за празниците, нели, за Нова година, за Великден, за Божик, сите тие настапи ние не разбираш. И затоа сум изјавила, сум гледала примери, не дека имам на себе почувствувано, меѓутоа примерите ми го дадоа тој одговор. Подобро да имам фамилија и да живеам со некој човек, отколку да правам свадби големи и потоа да се разведувам. Мене ми е тоа поголемо бламирање отколку да живеам со некој човек срекно и подобро никој во јавноста не го знае. Дефинитивно така размислувам, можеби грешам, пак ќе кажам, меѓутоа тоа е моето размислување од искуството што сум го гледала уназад. А доколку најдеш некој кој што ќе ти пружи да не мораш да работиш, едноставно да седиш дома, да уживаш во животот, ама да бидеш во брак со него, дали би прифатил? Не, знаете ли зашто? Затоа што љубовта кон пеењето и кон инструментот гајда, да кажам, мене тоа ме прави среќна. Јас сум пеела, да се навратам и на бакшиш, јас сум пеела и за 0 денари и сум пеела и за многу пари. Меѓутоа, среќата кога пееш и кога свириш, тоа мене ме прави Елена Јовчевска. Јас не можам да седам дома и само да уживам некој нешто да ми пружи, а да не сум среќна, пошто мене ми исполнува тоа. Сега моментално сум тука со вас и јас сум среќна. Так. А замислете сега да ми пружи некој такво нешто, да седам дома. Нели не е фер малку? Так. Дали може би во меѓувреме се нашал некој прав во смисла љубовен живот или тоа не би сакала да откривам тоа? Има време. Ке се видиме повторно. Елена, дали некогаш си била вмешана во криминал? Прашувам поради тоа што дамна се случила некоја случка, што имам слушнато, прочитано,
па би сакала да ја слушнам твојата страна. Јас не бегам од никогаш не сум избегала од тоа нешто. Тоа беше 2016 година, точно. Се уште се судиме, се уште се докажуваме, се надевам дека забрзо ќе заврши тој предмет, се надевам дека сите ќе бидат задоволни од исходот на самиот предмет и мојата препорака за сите мои пријатели кои што нели ме сакат, ме почитуваат, имам само една порака дека човек не треба да верува на никого освен на самиот себе. Тоа значи дека си била измамена. Што можам да слушам. Точно така. Кажи ми, имам тука 4 твои колешки, Ајде. кои што би сакала да ми ги подредиш според твоите критериуми на квалитет. Значи, квалитет како вокал. Како вокал. Така. Значи, прво имам Елена Велевска, Сузана Гавазова, Марија Луиса и Стојна Јованова и Анета. Значи 5. 5 се, да. 5, не. Вака сега. Значи сите што ми ги наброја си се различни пред се. Правиме муабет вокално различни, правиме муабет изглед различни, на настап различни. Значи не можеме да споредуваме Марија со пример кој бе Елена, Анита. Значи Марија е друг стил на музика. Има друга замисла во животот. Анета има сосема друга замисла. Анета сега нели е и во бенд. Значи различни настапи имаат. Најважно е дека сите се барани и дека со сите живеам и ги ценам. И за мене не е само како вокал успешна пејачка. Не, успешна пејачка е она која што е комплетна пејачка. Пред се овие сите пејачки што ми ги наброи колешки се комплетни како личности, а за вокалот тоа суди народот. И јас можеби не сум најдобар вокал, меѓутоа сум јас комплетна пејачка, инструменталист, вокал, пеам секаква жарна музика, затоа не можеме да судиме ние. Тоа може да одлучи само народот. А ја можам да кажам да им ги поздравам и да бидат успешни како што се и досега. Затоа што пејачка која што има посади себе хитови не може да не е успешна пејачка. Така. Ајде сега да ми ги подредиш. Пак не можам да ги подредам затоа што во тој жар на музика, пример еве да земам Анета во тоа што пее, во тоа што го презентира како вокал е едно најдобрите. Гавазова жарно на музика што го пее, пример јас си пеам нејзини песни, е во тоа што го пее најдобра исто така. Велеска си има друг стил на музика. Марија со 80 стил на музика. Не можеш да ги подредиш, затоа што на пример да ги ставиш сите вака на купче и пример ти која би одберила да пее на твојата свадба? Јас Да. Сузана Гавазова. Гледаш, значи тоа е вкус. Пример јас би одбрала да им пее на мојата свадба Анета. Така. Значи сепак различен вкус. Имам и такво прашање за тебе. Доколку правиш свадба, кој би ти пеел на свадба? Анета дефинитивно, затоа што јас го сакам нејзиниот вокал, нејзиниот звук на вокал, така. Дали некојаш ти се случило, каде што си имала свирка или настап, да дојде газата или пример некоја свадба, да каже дека не биле задоволни од твојот настап? Не, никогаш ми се случило само еден инцидент, не знам како да го кажам, ја испејав, беше кафич, каде што имаме забрана нели за македонска музика, тоа што сакам да го кажам еве во интервју. Имаме забрана од газдата да пееме македонска музика, а додека српските звезди што ги носат можат да пеат се што сакаат. И ја испејав ја изреди Ѓурѓо. И тоа ја направи во диско верзија за да биде прифатлива, за да немам никаков проблем и имав реакција од самиот газа за една наша убава македонска песна. Тоа е тоа што го кажав дека ние самите пред се не се цениме, а не сакаме друг да не цени. Елена, за крај кажи ми на кои проекти работиш во моментот и што е следно од тебе? Размислувам значи на песна која што стварно ја чекам долго време и се размислувам за еден убав поголем проект за кој што сакам да биде нешто поразлично, затоа не ни брзам. И не сакам да брзам, затоа што сакам кога ќе го снимам да биде успешно. Така. Посекуваме убави празници, многу успех, среќна нова година и до година да се видиме пак. Фала ви пред се на поканата, среќна 2025-та, да ги поздравам сите ваши гледачи, да им посакам многу здравје, љубов и уште поуспешни во 2025-та. Јас сум Елена Јовчевска, а вие гледате Hype Македонија.